Моето име е Јосиф Дамјанов и ова е рубриката Прашања и одговори. Секој од вас кој што го интересира да постави прашање, да му дадеме одговор на тоа што можеби му е дилема или некој негов интерес во делот на активниот животен стил или исхраната, може да го направи користејќи го хаштагот #AskJosif или може да го направи истото користејќи ги моите профили и директните пораки во инбокс, а се разбира и можете да го направите тоа преку телефонските броеви на телевизија Телма. Доаѓа од Настасија, кој што прашува што практично би ме советувал доколку поголем дел од времето сум надвор од дома и сум приморана да купувам храна од маркет или ресторан. Настасија, одлично ти е прашањево. Ќе ти кажам директно од лично искуство затоа што и мојот дел, односно мојот ден во голем дел е надвор. Она што јас го правам секогаш или во канцеларија или во кола чувам ужинки со кои што би си помогнал и не би си дозволил да имам изговор дека немам време да внесам било каков оброк, а тоа значи дека чувам јатки, чувам протеински чоколадца кои што можат да стојат во кола и нема да се расипат. Во канцеларија секогаш имам опција, претпоставувам и ти имаш опција во фрижидер да чуваш јогурти, овошја, зеленчуци, на тој начин да избегнуваш прескокнување на меѓуоброци на ужинки или било каков оброк. Од друга страна, исто и јас јадам надвор, она што кога зборуваме за јадење надвор треба да ти биде фокус. На прво место нека ти бидат зеленчуци и чисти парчиња на месо, односно риба, значи стек, вешалица, било каква риба, па макар тоа да биде и туна од конзерва. На тој начин ќе си овозможниш јадењето надвор да го правиш на добар начин. Не значи дека јадењето во ресторан и во кафана ќе ти одмогне, напротив, ако избегнуваш похована даска, ако избегнуваш помфрити, ако избегнуваш теста, најверојатно ќе успееш и да го одржиш тој здрав и квалитетен начин на исхрана. Така да супер ти е прашањето и еве ти кажувам како мене ми функционира денот.